Каков почеток на видео. Ме нема 2 недели во теретана. Се враќам со полна парја. Ова тука што го гледате джинџер. Вика дека е љуто дека не се јаде вака. Уф, многу јако. Ебе маме. Направи белја. Ке се видиме на пат во теретана. Стар добар кадар. Каков бил животот на тие што во видеото во Охрид ги спомнав работи и излага. Како е, па да. Секој им чест на тие што работат и излагат во исто време. Па да, еве така беше оваа недела дена на одмор. И овие 2-3 од кога се вратив, не ми се вежба, нема желба за вежбање. И да, ништо, денеска идеме прв тренинг после најголемата пауза во мојот живот од вежбањето. Не вежбав, па дури кога го оперирав коленото вежбав после 3-4 дена, а сега веќе има 10 дена без вежбање. Денеска планирам да направам гради и бицепс, чисто за свој мерак, онака убав тренинг да извадам. Ништо посебно, ништо ново. Се враќаме во, се надевам, стара кондиција. Како да го наречам тоа, континуитет, брзина со вежбање, да не скипам ни еден ден. И да, джинџерот што го земав пред почеток на ова видео, што го видовте ова глупо интро, малку само ме, колку што е жешко надвор, сега ми направи путот во внатре. И ништо, се гледаме во теретана. Ке земам за право да снимам во автобус. Празен, да, и доле е празно. Па да, која друга будала иде во најжешкото некаде? Било каде. Ништо, ке му правам дурство на шоферот сега доли. Се гледам. Старата рута. Се оди. Дали, ако не поправиле суната. Да, ја отидов на одмор и се вратив суната не поправиле. Не коментирам. Да. Старото добро место. Сега ќе се паркираме тука со опремата. И ќе се загреме и може да почне тренинг. Ставак немам, ставак уште немам купено, не мрзи. Не знам да најдам некој кој пошто не се исплати некој скап. Што ќе патиме тренинг, не знам, нешто ќе пробам после некој да не сними барем 1-2 сета колку дима. Ако нема, нека нема. Ќе снимиме, ќе патиме паузинг. И да види тоа. Теретаната, горе-доле куќа, нешто смене па гледам тука. Зидови нови нешто прави. Едно, друго, трето. Друго исто, втора исти. И да, има нека нови. Ево, се гледа кој им патно боја. Класик мајчка. И ке видим, се гледа не знам тоа. Сега ќе газиме со аутистични моменти. Ќе пробам да наместам телефонот да ме фати као, ќе направам 6 кила бенч. Прв пат после 2 недели. Шипката ми беше тешка. На стотка не знам дали ќе ставам. Затоа да видиме како ќе изгледа овој 6 кила бенч. Секунда наместам камера и идем. Колку толку се гледа, мислам дека телефонот нема да падне. Некој солени 30 повторување имаше тука. Сепак не било толку тешко. Ама имам изгубено и како се викаше? Не range of motion, туку движењето на вежбата. Шипката ми се клатеше и беше многу тешко. Видиме како ќе се одлива тренингот. А повторувањето ќе броиме само кога ќе почне да боли. Што значи дека направив солени 6 репс. Без оние 24 други. Ништо, ова видео ќе биде
mainly chest focused bench progress after 2 weeks no training, nešto tako. Така, има пунет тука, всеки 8 телефонът, ќе подзумирам, за да се пати све. Ќе оставим, да видим колкото направим. Па еднаш да кренем по-долу. После тоа ќе направим мини памчек. Ќе снимам шипки, вари, мини фати. Точно, не вези. Само ќе дадам един мал апдейт. Ја видим. Мал апдейт на работите. Не ми се свешто гледа што напред, па издушам да поново некој мини памп. После само бенч сесијата. 100 кг да крем 5 пати. Крем 5 пати. Без никаква потребка. Исто сам се старина. Няма потреба да лажам. След това ще продължим с самотия това потребен да забрави. Продължим на пейта и ще го отявим на видео. Телефонът ми е на толкова ризично нещо, што ако падне, ќе останам и без камери за снимање на видеата. Интервју мора да го завршам вака во овој стил, за да успеам да снимам некаков шорт. Фала и што го изгледавте, оставете лайк, коментар ако можеш, subscribe, share и тоа би било тоа. На темата дали ќе изгубите мускул додека сте на одмор, ќе оставам линк и на YouTube и на TikTok во дескрипција од каналот на моите колеги Вежбај Бе. Они имаат многу убаво објаснето дали ќе изгубите мускул додека сте на одмор и ако да, за колку време. Фала ви и се гледам. Само што ќе заборавам. Оно што јас го имам изгубено за време на овој одмор е дебелината и големината на вратот. Сум особено тоа врат. Тоа е тоа. Другото седме тука. После овој тренинг на крај идам да завршам со бицепс и да, искрено не сум толку разочаран од прогресот што сум го изгубил. Или па добро.